Вреди и Дуи јавно продолжуваат да се препукуваат, но нивните кандидати за брвеница во заедничка мисија во дијаспората да обезбедат гласови за, како што велат, кандидатот албанец. Енвер Пајазити, кандидатот на Дуи кој испадна од трката, заедно со Хаким Рамадани од Вреди, кој во вториот круг ќе се соочи со актуелниот градоначалник од ВМРО ДПМН Јовица Илиевски. Заедно отпатуваа во Германија, Австрија и Швајцарија, каде се среќаваат со иселеници од Брвеница. Многу сум среќен што делуваме обединето со заедничка цел да ја обновиме нашата општина, напиша на еден од постовите Пајазити. Хаким Рамадани пак со отворена порака до иселениците. Unë e Kërçovës dhe të gjitha komuna tjera ku janë shumicë shqiptare, gjithmonë do të heqin shqiptarët. Nuk kemi asgjë nga popujve tjerë. Ne nuk kemi asgjë nga popullit Maqedon dhe popujve tjerë që jetojnë. Por duhet ta dinë të gjithë se kush është Zot në vend të vet. Само неколку дена по првиот круг од изборите, кандидатот на Вреди за Тетово Билјал Касами во интервју за албанска телевизија рече дека во вториот круг ќе го поддржат Фатмир Дехари од Дуи за Кичево, а иста поддршка очекуваат и од Дуи за нивните кандидати во Долнени и Брвеница. Повиците на лидерите од албанските партии ги осудија од Сојузот на борци од Тетово. Според нив, искажани се ставови и изјави кои придонесуваат за етничка нетрпеливост и раздор, како и дека се насочени кон загрозување на територијалниот интегритет и унитарноста на државата. Иако сме крајно загрижени за состојбата, а поради принципиелност се воздржуваме од коментирање на политички теми во тек на изборниот процес. Сметаме дека моменталниот развој на настаните бара итна реакција од сите одговорни општествени чинители. Изјавите на Билјал Касами, Хаким Рамадани, Енвер Пајазити и останати, во кои повикуваат на етничко обединување и гласање против македонците, одбрана на територии и слично, се ретроградни, опасни и нанесуваат непоправливи штети. Секоја педа земја е македонска и на неа право има македонската држава која е дом на сите граѓани, се вели во нивното соопштение. По жестоката реакција на премиерот Мицкоски, од Вреди вчера ретерираа преку соопштение, а на него се повика и Касами. Сепак дека етничкото обединување за гласање се уште преовладува, покаже и случајот со Чашка, во која Вреди немаше кој кандидат, а победи кандидатот на Дуи, што беше прославено како историско достигнување на албанците.